Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Со одлука за спроведување на Европската комисија, Европската унија го одобри второто ослободување на средства за Македонија во рамките на инструментот за реформи и раст за Западен Балкан. Со оваа одлука се одобрува вкупен нетто износ од 16 милиони евра како комбинирана поддршка, дел неповратни средства и дел заем. Од овој износ 7,4 милиони евра се исплаќаат директно во државниот буџет, додека остатокот е наменет за финансирање на инфраструктурни проекти преку инвестицијската рамка за Западен Балкан, информира од Министерството. Одлуката, која представува признание за реформите што владата ги спроведе во насока на усогласување со стандардите на Унијата, следува по позитивната оценка на Европската комисија за барањето доставено од министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Комисијата утврди дека Македонија ги исполнува предусловите и општите услови за ослободување на средствата кои се однесуваат на демократското владење, владењето на правото, макроекономската стабилност и управувањето со јавните финанси, се вели во соопштението на Министерството за европски прашања. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски денеска ја представи новата национална стратегија за информатичко-комуникацијски технологии Смарт МК 2030, со што Македонија по 8 години конечно добива современ и сеопфатен план за дигитален развој. Станува збор за национален документ, дел од пошироката европска дигитална агенда за развој која предвидува процеси во насока на дигитално обучени граѓани и квалификувани експерти заедно со безбедна и дигитална јавна инфраструктура. Со неа стануваме активен дел од Европската дигитална заедница, како партнер што придонесува со сопствени знаења, решенија и иновации. Оваа стратегија е резултат на широк и инклузивен процес кој траеше повеќе од една година, содржаа десетици јавни расправи и онлайн консултации. Во незината подготовка беа вклучени над 300 експерти, институции, стопански комори, невладини организации, универзитети и представници од ИКТ индустријата, а секоја препорака, секоја мерка и секој приоритет кој што е во стратегијата произлегува од заеднички консензус како да изградиме дигитална Македонија што ги обединува сите општествени сектори. Почне и последниот ден од изборната кампања пред одржувањето на првиот круг од престојните локални избори. Политичките партии, независните кандидати и коалиции уште денес имаат можност да се представат себе си и своите визии и програми за локалните избори. Нокеска на полнок почнува изборниот мол кој ќе трае до завршувањето на изборите. Од понеделник 20 октомври ќе почне кампањата за оние општини каде нема да биде избран градоначалник во првиот круг. ВМРО-ДПМН и коалицијата вечерва завршен централен митинг имаат во Охрид, СДСМ и нивната коалиција својата програма ќе ја представуваат пред граѓаните во Старо Нагоричане, Ранковце, Крива Паланка, Кратово и централен митинг во Куманово. Во Куманово ќе биде и движењето Знам, каде ќе го имаат својот завршен митинг. А ВМРО-ДПМН вчера централниот митинг го одржа во Скопска Газибава. Оттаму лидерот Христијан Мицкоски упати порака до граѓаните да излезат на гласање, апелирајќи да не се раситнуваат гласовите кон кандидатите кои немаат шанси за успех или коалиции кои не можат да формираат свое мнозинство во советите. Го повикувам да излезе и гласа секој еден човек, гласот на тивкото мнозинство пристојни луѓе кои ја носат државата на своји плеки. Вие сте силата на Македонија и вашата сила се состои од вашите одлуки денес. А да го одберете вистинскиот избор, подразбира да одберете луѓе со кои заедно ќе ја градите иднината. Знам дека има многу луѓе кои искрено сакаат промени, кои сакаат европска локална самоуправа во Македонија, но може би се двоумат. Сакам искрено да им порачам. Во Скопје и секаде низ татковината не смееме да дозволиме повторно да се поделат гласовите. Не смееме да дозволиме гласот за промени да заврши кај тие што ја уништија Македонија. Гласот за партии кои немаат сила да победат, кои ќе земаат мал процент само за потоа да се распродаваат, е глас кој ќе послужи како понтонски мост преку кој СДСМ и ДУИ повторно ќе се обидат да се вратат на власт.
А опозицијата, предводена од СДСМ, вчера централниот митинг одржа во Чучер Сандево. И опозицијскиот лидер Филипче зборуваше за тоа колку е важен секој глас, порачувајќи дека е време граѓаните да си ја вратат државата. Се брои и е важен секој глас. Вашиот глас в недела е глас за напредок, ред, правда и сигурност. Не дозволувајте да го оставиме нашиот дом на оние кои се оддалечени од народот, на оние што гледаат само своји интереси, што ја запуштија државата и општините, а гледаме дека државата повторно сакаат и да ја заробат. Во недела излезете масовно на гласање и осигурајте се дека иднината на општините, на државата, на Чучер Сандево е сигурна со луѓе што се грижат за секој еден од вас. Ние ветуваме работа што се гледа на терен, резултати кои се чувствуваат во секоја улица, во секое мало. Чучер Сандево изминатите 4 години под раководство на Сашко Комненовиќ е доказ дека може општината да биде успешна приказна, кога се има визија, посветеност, кога се работи со искрена реализација, верба во работата. Тоа што сме вечерва собрани во така голем број е јасен показател дека сите имаме иста борба, иста мисла, иста желба, иста цел, да ја вратиме државата во рацете на граѓаните. Завршна пресконференција во рамки на изборната кампања утрово одржа кандидатката за градоначалник од редовите на СДСМ Каја Шукова. Побара поддршка од граѓаните и порача дека очекува да влезе во вториот изборен круг. На 19 октомври излезете и гласајте за бројот 5. За мене и за советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Гласајте за визија, за знаење, за резултати. Гласајте за Скопје што се бори, Скопје што ветува. Се бориме за нашиот дом. Само со гласање можете да ги промените работите во Скопје и да го спасите Скопје после 4 години уништување. Нашиот град не може да издржи уште 4 години уништување, импровизации, партиски бизниси и некомпетентност. Во недела ве понвикувам уште еднаш, со срце и разум да гласате за единствената конкретна програма и понуда. Гласајте за вашиот дом, за бројот 5. Затоа што вие заслужувате чист, зелен и функционален главен град. А во однос на моите против кандидати, ве повикувам сите да придонесеме недела да биде празник на демократијата, на слободата на одлучувањето и почитување на волјата на нашите граѓани. Се гледаме во вториот круг. А во својата последна пресконференција во оваа изборна кампања, кандидатот за градоначалник на Скопје од редовите на ВМРО-ДПМН повика на гласање со барање за победа уште во првиот круг, за како што рече да добие простор веднаш да се фати за работа. Порача дека ќе остане на ветувањето, дека веднаш ќе почне со чистење на главниот град. Ќе порачам на уште еднаш на сите наши сограѓани да излезат масовно, референдумски и да ја завршиме работата уште во првиот круг. Јас добро споменав, ова не треба да се гледа како момент во кој што е најважно да победиме во првиот круг. Треба да го гледаат нашите сограѓани како момент што побрзо да се зафатиме со работа, да ги засукаме ракавите. Јас сум човек кој што обожава да работи за својот народ и целиот наш тим е таков. Впрочем, ова се прекрасни луѓе околу мене, советниците, исто избраници кои што ќе бидат од страна на народот, луѓе кои што ќе помагаат постојано за да сработиме што повеќе за граѓаните. 14 дена дополнителни ќе значат се уште продолжување на голготата која што ја имаме со години наназад, ќе значат неичистени улици, ќе значат преполни контејнери, ќе значат доцнење на автобусите, доаѓа зима. Ние мораме да се припремиме за зимата. И јас затоа го повикувам нашиот народ во недела да ја завршиме работата во првиот круг. И тоа не само во Скопје, нови избори, туку и во сите скопски општини. А кога сме кај ова прашање, најмалку 21 општина во недела се очекува да го избере својот градоначалник уште во првиот круг. Толку општини нови избори имаат само по 2 кандидати, што значи дека ако на гласање излезат на третина од гласачите, што е прилично известно, оној што ќе има повеќе гласови ќе биде победник уште во првиот круг. Вакво сценарио е можно и во оние општини каде што има повеќе кандидати, доколку некој освои половина од гласовите на оние што гласале, нема да има ново соочување за 14 дена. Во останатите
општини, најдобрите двајца ќе одат во вториот круг кој ќе се одржи на 2 ноември. Победникот таму ќе стане градоначалник на општината. За општинските совети, за кои исто така гласаме во недела во посебна гласачка кутија, изборите завршуваат по првиот круг. Мандатите се распределуваат по донтовиот модел според бројот на освоените гласови на секоја од советничките листи. Најголемиот дел од граѓаните низ Македонија ќе добијат по 2 гласачки ливчиња, исклучок се само граѓаните на Скопје кои ќе гласаат на 4 гласачки ливчиња, по 2 за општината и по 2 за град Скопје. А за денот на изборите, Министерството за внатрешни работи утрово информираше дека во целост ја гарантира безбедноста на граѓаните во насока на спроведување на фери демократски избори. Согласно направените проценки и воспоставените планови, на денот на изборите полициските службеници ќе бидат присутни во близина на локациите на избирачките места, како и на клучните сообраќајни точки, со цел зголемена ефикасност и навремено откривање на можни нарушување на јавниот ред и мир. Безбедноста на граѓаните ќе биде гарантирана со стандардните материјално-технички средства, мобилни тимови и пунктовско работење, а ќе се користи и современа технологија, дронови за воздушна контрола, со цел побрза реакција и превземање на соодветни мерки и активности во случај на инциденти. МВР апелира до сите граѓани и до политичките партии да придонесат за мирна и демократска атмосфера, да ги почитуваат упатствата на полициските службеници и да се воздржат од било какви активности кои би можеле да го нарушат изборниот процес, се вели во соопштението кое што утрово го испратија од Министерството за внатрешни работи. Почна вакцинацијата против сезонскиот грип. Лицата постари од 65 години и оние кои имаат хронични болести ќе можат бесплатно да се вакцинираат. Нашиот штипски дописник јавува дека во овој град има голем интерес. Трајан Ристовски е со деталите. Започна вакцинацијата против сезонскиот грип. Во здравствениот дом во Штип се врши бесплатна имунизација на граѓаните кои спаѓаат во ризичните групи: лица постари од 65 години, лица со хронични заболувања, бремени жени, деца од 6 месеци до 5 години и сите здравствени работници. Заинтересираноста сега е голема. Во мој термин преку vakcinacije.mk нас ние добиваме термини за секој закажан пациент, така да на дневна основа сега имаме околу 150 пациенти. Имунизацијата против сезонски грип значи е енормно важно да се пациентите кои што се во тие ризични категории да се имунизираат, бидејќи бенефитот е огромен, а ќе ги заштити самата вакцина од компликации, од доколку имаат некоја си болест. Повозрастните граѓани кои секоја година ја примаат вакцината, велат дека чувствуваат подобрување на здравствената состојба. Добро е да ти кажам. Ние сме возрастни луѓе и мала промена на време или било што одма, сети се тоа. Кој може и кој сака слободно пензионерите што се и болните да се вакцинират. Граѓаните кои не спаѓаат во ризичните групи може да се имунизираат со комерцијални вакцини, кои исто така се пристигнати. Нивната цена се уште не е дефинирана, но постапката е многу едноставна. Потребно е да дојдат во Центар за јавно здравје Штип. Ние како установа обезбедивме 100 комерцијални вакцини, така да ќе ги услужиме. На ниво на држава ќе се вакцинира на 35 пункта. Обезбедени со 80.000 вакцини против сезонски грип, а досега се пријавиле 43.000 граѓани. За Сител, Трајан Ристовски. Вестите од